Речиси 24 милиони денари долг ја оставија општина Карбинци без телефони и интернет, со што работата на општинската администрација е блокирана. Според новиот градоначалник Насев, ваквата состојба е резултат на безобзирното трошење на претходната власт на несуштински и некапитални трошоци, додека важните долгови не се подмирувале. Општината должи према добавувачите на нафта повеќе од 2,5 години. Течните горива и нафтените деривати не са платени на повеќе добавувачи. Исто така должиме према мобилните оператори, значи некаде околу 570.000 денара должиме за услуги испорачени од мобилни оператори, што значи дека проблемот со комуникацијските врски са големи. Освен на добавувачите, општината должи и на угостители. Отприлика околу 500.000 денара должи претходната власт по угостителските објекти во цела Источна Македонија. Значи тоа се средства кои што не са исплатени по угостителските објекти. За решавање на комплетната блокада на општинската администрација во Карбинци, градоначалникот побарал помош и од централната власт. Ако една општина релативно мала со 4000 жители должи 24 милиона денара или околу 400.000 евра, долгот и према другите општини сигурно е многу поголем. Има најави некои од страната на централната власт дека еден веќе се влезени во аранжман со Светска банка, најверојатно ќе се санират со кредити кои што ќе бидат долгорочни. Очекувањата се дека до крајот на ноември ќе се надминат проблемите со празната каса. Во спротивно, новиот градоначалник ќе има големи и сериозни проблеми, исто како и жителите на Карбинци.